Супер. Дали недостасува контент у Македонија за стартапи? Много. Значи, гладни сме за контент, иако толку многу контент постои на англиски јазик, персонализиран и локализиран контент и тоа како Да, пошто ние ги немаме истите проблеми како што ги има некоја фирма у Америка. Еве се враќам моментално со дискусија со еден стартап и израелски фонд. Израелски фонд вика, ако ти си толку успешен, зашто до сега не си успел 500.000 евра од локални македонски ангели да подигнеш? И ја почнав малце да се смеам. Затоа што purchasing power или моќта на локалната сцена е ограничена со тоа која економија имаме. И затоа контекстот малце е поинаков, иако ние секака градиме решенија што треба да бидат глобално конкурентни, дека не се исти правилата на игра. Не се исти од која фаза се тргнува и како на дворешниот свет ги гледа компаниите кои што се од Македонија. Апсолутно е. Не можеме да кажеме дека не постои доза на подценување. Постои доза на, и што е позитивно, затоа што имаш фактор на импресионираност. Зарем тоа вие го правите од Македонија? Зарем вие креирате вакво нешто? Вие ли сте биле позади ова решение? И тогаш си всушност правиш подобар айсбрейкер доколку било друго што да кажеш. Така се враќаме на контентот, неопходно е. Многу ти фала што вака двоиш дел од твоето време и ги обхрабрувам сите останати. Осеќам дека имаме една преокретница сега во оваа 2022 до крајот, која ќе се појават во најава се неколку интересни подкасти од различни теми во делот на технологија, во делот на стартапи, делот на инвестиции, фаундери, топикс и теми кои што ќе бидат као ајде што правиме ние, една тема мене што ми е доста драга е burnout. Значи што се дешава кога ние премногу се вложуваме во бизнисот, каков тој work-life балансот да го направиме, што многу малку се збори. Така да има медиум и нормално да биде квалитетно, да се слуша. Постојат, ги поздравувам дечките од ITMK што се трудат. Да, цело време. Со нас и повеќе ќе се работи на таа тема. Иновативност покриваат дечките од факултети МК. Значи има одредени контент креатори, но сепак се тие малку колку што би можело да има и да биде уште погласни, затоа и со Стартап Македонија ќе се трудиме. Малце повеќе ветер во грб да им се даде на контент креаторите и ги охрабрувам сите кои што сакаат некоја тема да покријат. Верувајте, толку има многу интересни приказни да се споделат, што нема доволно медиуми на кои што може да се споделат. Не е само 5-6 стартапи. Верувајте, има многу underground иноватори кои што поубаво им е во тој комфорт зон. Ништо. Поубаво им е во тој комфорт зон да се бидат отколку да бидат медиумски експонирани, зашто мисля дека нема да добијат повеќе, мисля дека ќе биде негативен ефектот. Да. Не, па и ме прашува шо досадно ли типа подкаст правиш. Така секој човек мислам различно си го сваќа тоа. Ја чувствувам како некоја потреба за некои од работите што сум ги научил теку на овие години со креирање на стартапи, со филмување, со зимање инвестиции, да ги споделам тие работи. Мислам дека некој сега што е 18-20 години што сака да направи фирма, ако можеме ние да му помогнеме за да му дадеме насока, дека некој од тие грешки ќе ги избегне и ќе може подобро да функционира. Пошто дефинитивно јас сум се држал пример кон некои YouTube туторијали, луѓе што кажуваат нешто како да направиш и pitch deck и се нели. Ама тие работи од Македонија ако си не функционираат баш така како copy-paste да направиш. Се мора да се приспособи и многу битен дел, го спомна pitch deck или спомна било што. Да. Тој речам, не можеме да избегаме англицизмиве, значи unique flavor и unique value proposition, значи се што е она нешто уникатно што прави, викаме embrace, прифати го и дополнително нагласи го. Имаше дечкиве што се од Battlefield Geostone, да. Поздрав шајта од нив.
Значи Стефан пред тебе ми доаѓа. така, Делам, да. супер. Значи малце промоција на поинаков начин, да се добие баз, да се работи во индустрија во која што малку во земјава работат, иако вака барем ние лаици што сме, ама гледаш дека постојат различни комјунитис кои што се задржат меѓу себе, само треба да се насочат во насока да креираат бизниси. Значи не е само технологии да се креираат, туку од технологии да се пресне кон бизнис creation. И тука е барем јас се осеќам доста комфорен да ги слушам оние кои што имаат некоја бизнис идеја, дури повеќе сакам со лица кои што дури да имаат одредени прототипи, да што викаме ги седнеме, ги шамараме малце, Да. за да се добие да на крајот нешто што е порафинирано од ситуацијата во која што доаѓаат. Макроекономската ситуација моментална, како мислиш дека влијае на македонските стартапи? Ај па ти си цело време со IT компании, стартап компании, дали имаш чувство дека влијае целата ситуација? Влијае, иако сме ние некако као бабл. Некои нешто доаѓаат малце покасно, некои порано, но сме бабл од смисла дека се зависи каде функционираат компаниите. Но може да се осети посебно затоа што работам во полево на инвестиции, во постојан контакт со VC фондови. Ете, бевме Романија на еден самит, бевме во Истанбул, Виена. Значи го држиме и она конекција што се цела југоисточна Европа и сите кажуваат дека сега е најлошото време за фандрейзинг за да се инвестира последно време. Но тоа е најлошо заради тоа што постои доста нетрпеливост и ризик. Но најголемите бизниси кои што сега ги дефинираме ние како юникорни и декакорни, излегле од рецесијата што се случувала во Америка на крајот од 2008-2009 година. Тогаш почнуваат Uber, тогаш почнува и Spotify. Така, значи се случува некој breakthrough, така да ќе дојде нова генерација и тоа компании кои што се од Централна и Источна Европа, од регионот, ете го имавме Payhawk како е бугарска компанија, имавме неколку грчки, Србија, кај да е, ќе имаме Unicorn, ама не треба да бркаме толку Unicorn, колку што треба да бркаме успешни компании кои што решаваат нечив проблем. И тргање од економската криза, јас викам, ако некој е bulletproof, тоа е стартапот. Затоа што ако ти си стартап у Македонија, веројатно си малку луд, затоа што сакаш да креираш нешто што е вон традиционалниот начин на водење на бизнис. И втората работа е што научени сме ние да работиме со малку и да возиме, викаме, турбулентни води, така да кога ќе ни дојде нешто непредвидено, уште еден проблем кој што ни го наметнува реалноста. Да. Така да истражувањето што го правихме 2021 година со Стартап Македонија, кој што беа фатени 100 стартапи, всушност 2/3 од стартапите имале или немале опаѓање или значителен пораст. Што во таква ситуација како што е ковид кризата што беше, беше навистина зачудувачки со сите економски параметри. Она што сега го очекувам поради степенот на дигитализација е само прашање дали некој ќе го најде правиот модел за да може да направи breakthrough. А инаку дека е тешко да се прави фандрейзинг е тешко и затоа користиме што е можно како ресурс, зашто и во лошо време никој не одбива квалитетен фаундер, квалитетен тим и добар бизнис потенцијал. Да. Мислам во лошо време дека повеќе испливат. Испливува, да. Сега може валуациите се пониски, апсолутно валуациите се пониски, на глобално ниво, на европско ниво уште се пониски, во Македонија да не зборим. Но нека треба да се преживеат овие што јас ги викам 6 до 9 месеци, за да може навистина да се порасне. И всушност првите година дена се секогаш најтешки за секоја компанија. Да. 2-3 можам да кажам. Стартапите дека се доста критични, доваѓање до момент дека се викаш оваа работа не ја бива. Некогаш е добро и да те соочат со реалноста дека
треба да се fail fast. Значи, ја ги обожавам акселераторите од таа причина некогаш. Викам, подобро те станат у ситуација да те истресат од целосно и да ти кажат што недостасува, малце да ги debug all your expectations, затоа што живејќи во тоа дека навистина имаш нешто фантастично, може да не ја гледаш ризикот од следната фаза, затоа што првата фаза е лесна, после тоа кога ќе треба да растеш тим од 10-20 луѓе, тогаш почнува да станува структурата тешка и потребата од капитала е уште поголема. Така да ако уште од почеток не е добро се сетирано, ќе биде уште потешко понатаму. Да.